Она што вие го следите на телевизија Телма е новото издание на Fair Play. Ве поздравувам и се надевам дека уживате, дека сте во едно добро и убаво викенд расположение. Иако сме веќе во една пролетна атмосфера, верувам можете добро да видите што имам во своите раце и верувам дека особено кај повозрасните генерации, тогаш кога ќе видат лизгалки, тој момент буди некои убави спомени. И не се лажете, ова ќе биде наша тема, лизгачките спортови со фокус на уметничкото лизгање кај нас во Македонија. Ова е нешто што е символичен подарок кој го добивме од организаторите на 10-тото јубилејно издание на Скопје on Ice или Скопје на мраз, надпревар каде што се доделуваат награди на оние што се најуспешни во овој спорт. Меѓутоа значајно е што оваа традиција успеа волку години да се одржи покрај тоа што лизгачките спортови не се меѓу најпопуларните или оние најразвиените кај нас. Каква е оваа сцена? Како сите оние што ги практикуваат овие спортови ќе ги поминат потоплите и летните месеци, како тогаш се тренира, како поминаа нивните надпреварувачки настапи и како изгледа кога човек ќе одлучи дека сака секојдневно да биде на мраз. Тоа ќе го дознаеме во денешното издание. Ќе имаме многу гости. Нашето студио ќе биде исполнето со младите генерации и нашите надежи во лизгањето. Ве канам да бидете со Fair Play, а стартуваме за многу кратко. Иако е период кога веќе сите сме ориентирани на малку потопло време, пролетна атмосфера, сепак воопшто не е на одмет малку повеќе да позборуваме за оние спортови што се поврзани со барем во нашата перцепција постудено време и де факто со мраз. Веќе реков во најавата, за секоја почите што имаме една убава традиција во нашиот главен град и по 10-ти пат бевме домаќини организатори на Скопје on Ice, односно Скопје на мраз. Како сето тоа помина, како оваа традиција успева да биде каква што е и да опстане и како изгледа секојдневието на сите оние што се бават со лизгање и конкретно уметничко лизгање. Сето тоа вие ќе го дознаете во продолжение. Многу се радувам што ќе имаме исполнето студио и со гости, и со медали, а најпосле и со искуства што вреди да ги чуеме. Време да им посакам добри ден на моите први две денешни гостинки и одиме по хиерархија, иако две прекрасни дами. Со нас е Цветанка Макаровски, председателка на Федерацијата за лизгачки спортови на Македонија. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Да, ова ни е второ дружење во Fair Play, а во Телма сте наш редовен гостин. Со нас е и Сидора Исјановски, неколкукратен национален првак во конкуренција на јуниорки, меѓутоа и дама која што веќе има и меѓународни успеси. Добри дојде во Fair Play. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека сте добри. Дали се чувствувате убаво? Кај нас нема мраз, малку поинаква е атмосферата, но се радуваме кога спортски успеси се наша тема. Прво, сега во моментов додека ова го снимаме, иако нашите гледачи ќе го видат некаде кон крајот на месецот, вашите впечатоци се тазе од Скопје на мраз. Ајде ќе одиме прво од аспект на организација. Верувам дека сме горди што успеавме по 10-ти пат ова да го имаме во Скопје. Така, особено сме горди, ние како федерација, како организација на овој толку за нас толку значаен надпревар. Се работи за меѓуклупски меѓународен надпревар, оваа година по 10-ти пат, како што рековте. Имавме гости од Бугарија, од Србија, од Хрватска, и секако од Македонија и од Грција, да не ги заборавиме. Тоа е едно одлично искуство за сите нас. Почетоците беа тешки, бидејќи апсолутно немавме никакво искуство, се одеше контра тоа што ние сакавме да го направиме. Меѓутоа кај нас превладува храброста и со како и кај спортистите, тоа е тоа што сакаме да им го пренесеме, дека за успех треба време, треба истрајност. Прашувавме. Најмногу се советувавме со нашите колеги од Србија, од Хрватска, кои што секако ни ги отворија вратите за сето она што не беше непознато. Бидејќи се организира еден ваков надпревар, не е само да имате мраз, кој што секако го имаме само во зимскиот период и затоа мораме да завршиме со крајот на месецот февруари во оваа година
по наше барање и секако со голема поддршка на спортскиот центар Борис Трајковски ни дозволија да продолжиме сезоната за уште една недела, што за отворено лизгалиште е голем предизвик. Меѓутоа се помина во најдобар ред, гостите беа презадоволни, успеавме да однесеме меѓународна медаља во конкуренцијата на јуниорки, тоа е Исидора. Во овие 10 години научевме многу, а сепак не недостасува тоа основното, да имаме повеќе месеци на мраз, за да можеме така. Добро, сепак тоа што досега истрајавте дава голема надежда дека можеби ќе дојдеме и до таа точка што би била добра информација и добра вест за нашиот спорт. Сега со победничката. За Исидора не е ново чувство да се биде победник, меѓутоа и тука е важен континуитетот. Како беше годинава? Имаше ли многу конкуренција или лесно дојде до најсјајното одличие? Па секако конкуренцијата, мислам, сепак Грција и Србија имаат долго време мраз во текот на годината и првото место не беше лесно да се дојде, позади тоа има труд, работа, поддршка исто така од федерацијата, од фамилијата дома, семејството. Верувам дека е така, знам, ќе ги поздравам сите родители кои што редовно се таму на лизгалиштето, верувајте дека се и тука зад камерите со сите оние дечиња што вие ќе ги видите и свесна сум колку даваат поддршка. И сега уште малку околу тие моменти на натпревар, генерално и најмногу верувам ќе се согласат и гледачите, уметничкото лизгање го следиме кога има олимпијади, оние кои што малку повеќе го сакаат следат и други натпревари, но пошироката јавност ужива кога ќе дојдат олимписките игри и тогаш некако сме сите пред телевизор и го следиме тоа. Секогаш ги гледам надпреварувачите во моментите додека го чекаат својот ред. Таму има и правила, нели? Најчесто оние најдобро рангираните доаѓаат на крај. Оно што сакам да знам, голема ли е тремата додека трае исчекувањето? Ти пречи ли, например, ако пред тебе ги гледаш прво конкурентите, па потоа си ти наред, или полесно ти е да биде спротивно? Објасни ми. Па јас избегнувам, мислам, да ги гледам тие што се пред мене, бидејќи сепак можеби понекогаш ќе направат нешто што јас не го можам или не знам, така ќе ми падне малце мотивацијата, но се трудам да не ги гледам и но еве сега бидејќи беше Скопје најдомашно и мој терен, мислам секој ден тренирам на тоа лизгалиште и не ми представуваше, немав трема, не ми представуваше никаква тешкотија. Влема само доверба. Има тука и навивачи, некако свој на своето човек се чувствува. Зимските месеци, окей, се месеци кога имаме мраз, верувам дека кај сите постои прашањето што во летните месеци. Сега веќе пролет, лето, како се снаоѓаат и како изгледаат тренизите во тој дел од годината за нашите лизгачи? Така, за оние кои што само го гледаат уметничкото лизгање како финален производ на мразот, треба да се свесни дека ова е спорт кој што е составен од повеќе спортови. Значи, тука е гимнастика, тука е балетот, тука се некогаш и ритмичките танци, бидејќи се е тоа нешто што е финален производ и на крај доаѓа уметничкото лизгање како спорт на мраз. Во текот на летните месеци работиме тренинзи на суво, така е називот на тие тренинзи, меѓутоа се работи на кондиција, се работи на финесиот, типот на гимнастика, уметничко лизгање, има специфични вежби за уметничко лизгање со некакви јажења, со тегови. Значи тоа е еден процес кој што практично се вели нештото треба да го направиш првен надвор од мразот, па потоа да го пробаш на мразот. Така да имаме активности, меѓутоа секако тоа не е замена за мразот, само е некаква подготовка, добра подготовка. Бидејќи крајот на август и септември се јуниорските гран-при надпревари, каде што Македонија, односно нашата федерација, има право на учество. Ние минатата година, за жал, не успеавме да обезбедиме услови за тренинзи, бидејќи мразот во околината е премногу скап. Значи и во Србија, и во Бугарија, и во Грција, и во Хрватска се премногу скапи тренинзите. Меѓутоа, како федерација јавно ќе се обидам да дадам информација дека оваа година ќе се потрудиме Исидора да ги добие потребните тренинзи, тоа е крајот на август. Тоа значи ќе треба да отпатува? Да, тоа ќе значи дека минимум 20 дена треба да има тренинзи на мраз некаде во околината, за да може да учествува на јуниор гран-при надпревар, кој што воопшто не е наивен, тоа се надпревари кои што понатаму се собираат поени за на светско, па и за на олимпијада. Знаете како
било кој спорт кој што го тренирате реално само 3-4 месеци не може да даде резултати. Врвни резултати, меѓутоа затоа тука се Исидора и учесниците како неа кои што ни даваат надеж дека имаме особено добри таленти, кои што само треба малку да добиеме поддршка и ние секако ја даваме поддршката. За тоа да се развива, да се развива многу подобро. Значи во зимските месеци ние имаме над 70 нови членови кои што навистина го сакаат спортот, дел од нив остануваат, меѓутоа тоа не е доволно за да можеме да извадиме. Нас не треба квантитет за да можеме да извадиме квалитет. Дали до некаде, сега само ми се намат на прашањето, дали до некаде знае да биде и изговор за властите, за надлежните, оние кои што финансиски се најмокни да речат, па за кого ние би направиле лизгалиште или мраз ако имаме толку малку деца, меѓутоа ние сме Македонија. Не може да очекуваме дека илјадници деца ќе се занимаваат со уметничко лизгање во еден наеднаш, да речем, во еден ист момент кога ние немаме традиција долгогодишна, така што пречи ли тоа? Така, кога ќе ви кажам, значи ова е ги боксувате своите права во тој контекст. Не е само прашање на спортот, бидејќи се работи за 4 олимписки спорта кои што може да се тренираат на тоа лизгалиште. Тука е хокејот, тука е уметничкото лизгање, тука е лизгањето на кратки стази, брзото лизгање, тоа се па и карлингот како 5 олимписки спорт, 5-ти олимписки спорт. И да не е само спортот, имаме рекреација, ние имаме и ново лизгалиште при Борис Трајковски. Ние во зимските месеци имаме деца кои што организирано со автобуси доаѓаат од другите градови од Македонија, го сакаат спортот, да. Потоа тука е развој на спортскиот туризам. Ние го имаме Косово, Албанија, со кој што јас имам како федерација, односно не како федерација, имам исклучителна соработка. Они сакаат да ги развиваат овие спортови и бараат од нас поддршка, што значи некако имаме. Дека би го користеле? Да, апсолутно. Спортскиот туризам тука може да се развива. И трета гранка која што е особено важна, четврта е всушност, ако ги земеме рекреативците, четвртата е факултетот за физичка култура, спорт и здравје, кој што може да се отворат катедри за обука на овие спортови, односно се развива цели катедри за ова. Значи, тука е исто голем бенефит за градот. Вие имате туристи кои што доаѓаат, кои што зимно време ќе доаѓаат и ќе го посетуваат, ќе имаат што да прават. Видете, во никој случај не може да логиката да вели дека не сакаме лизгалиште, сакаме сите, верувам, но има и такви на кои што ќе им значи најмногу, оние кои се бават со спорт. Оно што го наброја Цеце, а тоа се станувањата рано наутро, целата таа дисциплина, понекогаш има многу студени денови, понекогаш е човек уморен, понекогаш има обврски на училиште. Имало ли моменти кога било многу тешко, кога може би ти паѓало на памет, па чекај, што правам јас, дали цел живот или многу долго ова ќе морам волку да сум дисциплинирана, или не ти биле проблем тие навики? Па не, секако имало денови кога мене не ми се станувало или кога било екстремно тешко, но ете, таа желба да се тренира овој спорт, иако нели како што кажавме многу не е кратка сезоната, но со цел да се искористи максимум, ние мораме да станеме иако сакаме ние да станеме рано и да вежбаме и после тоа на училиште, па после училиште пак на тренинг но сепак јас мислам дека подобро е да отидеме на тренинг и после тоа ќе си кажеме да, добро е што дојдов на тренинг, отколку да седиме дома. Она чувство после тренинг, секој спортист вели дека тоа е нели нешто посебно. Кажи ми, имаш ли било каква друга спортска позадина? Дали се тренирало, дали си се надпреварувала и во други спортови или ова беше прва љубов и единствен спорт? Да, мојот прв спорт е секако уметничкото лизгање, но потоа нели во овие летни месеци каде што немаме мраз, јас пробувам негде на друго место да ја трошам мојата енергија. Сум тренирала исто така и пливање, тенис, атлетика исто. Да, има и медали? Да. Добро, например, во кои дисциплини? Во долгите стази, тие се 1500 метри, 3000 метри, во стадион. Кој ти е омилен дел од сите тие тренинзи? Дали повеќе сакаш и уживаш во онаа физичка подготовка, каде што се малку посуви, тешки тренинзи, или повеќе уживаш во уметничкиот дел, па избор на музика, па создавање кореографија заеднички со менторите? Да, секако. Јас повеќе уживам, нели, секако во тој уметничкиот дел, уживам кога правам пируети,
Скокови ми беа омилен дел, но сега повеќе сакам грациозност и кога има таква убава музика, за лизгање исто и чекори се многу добри елементи. Добро. Кој бил можеби досега, затоа што верувам нели секогаш има простор за напредок, но досега од се што си тренирала, од се што си се обидувала да совладаш, каде бил најголемиот предизвик, каде имало најмногу паѓање, па најмногу потреба за нови обиди и тренирање? Секако уметничкото лизгање, значи некој конкретен, на пример, скок, пируета, малку постручно ти ќе не ја објасниш. Па секако тројните скокови, јас веќе ги имам совладано двојните скокови, бидејќи од долго време ги можам, но сега се обидувам за тројните скокови, исто така и двојниот аксел, кој се трудам да го направам. Многу важен сегмент во секој спорт, а искрено, кај нас постои како проблем дури и во најпопуларните спортови, да речеме кошарка, фудбал, тоа се тренерите. Кадарот кој што треба да ги образува најмладите и што од помала возраст да биде помогнато, нели напредокот да биде брз, да не стагнираме. Ја знам таа информација дека имаше денови кога во Скопје имавме и тренери од странство. Да. Веројатно кога се поставуваше таа наша лизгачка сцена, дали во моментов ги имаме или не, кои се причините? Чини ли тоа многу за еден тренер, за една, најчесто се жени, кога веќе работат со жени, но и не мора да значи, треба да дојде овде, да престојува и живее овде и да помине, нели, потребни се верувам неколку години ако сакаме да поставиме некаков систем, затоа што една сезона или полусезона е краток временски период. Многу е важен континуитетот. Каква е таа тема? Да, прво премногу е тренерите по уметничко лизгање се специфични како категорија на тренери. Проблемот кој е? Едноставен е проблемот. Ние имаме 3-4 месеци мраз и требате некој светски тренер да го земете, да го донесете овде и да ги обезбедите средствата финансиски кои што тој ги бара како надомезда за неговиот труд, да и секако ќе обезбедите и превоз и сместување. Меѓутоа во тие 4 месеци прво тие се професионалци и сакаат да постигнат резултат. Да. Не може да постигнат резултат. Да. Кратко е времето. А второ, сигурно нема да се откажат од некој друг ангажман, дури со помалку пари кои што му се нудат кога има континуитет. Ние имавме тренери од Русија, од Белорусија, од Украина. Ја не велам дека тие не се добри, и од Бугарија секако да не ја заборавиме. Најмногу остана нашиот тренер од Бугарија остана со нас 4-5 години. Да, беше со нас. Меѓутоа, кога немате континуитет, просто е невозможно да постигнете резултат. Сега работиме на тоа како федерација да образуваме младите спортисти кои што веќе завршија со нивната спортска кариера, од овие или од оние причини дел се разочараа. Верувате, има станувале со години од 5,5 годишна возраст, стигнале до некој 18 годишна возраст и сега сме повторно на истото и на истото. Има дел од нив кои што имале преголем талент, меѓутоа викаат што со тоа? Невозможно е сениорска кариера да се Да, немаме каде. И тоа е тоа што јас како председател на федерација и како родител на дете спортист најмногу ме тишти да кажам е во моментот кога ќе изгубите надежта во очите, кога ќе видите дека тоа дете веќе нема надеж. Да, не гледа едноставно поента. Да, нема поента и тоа е нешто најлошо што може да се случи за еден спортист кој што вложил многу, навистина многу години поминати во спортот. Имаме ангажирано стручни лица кои што ќе работат со нив за кариерен развој, да видиме во кој сегмент можат тие да се развиваат, дали како спортисти, дали како администрација во делот на федерацијата. Што видите, јас не можам да бидам вечна, нити сакам да бидам вечна на оваа позиција. Јас сум тука се додека можам да направам некаков поттик и да ги подбутнам младите, да ги едуцирам младите. Не секако мора да одиме напред, нивните искуства се подобри од моите, например. А имаме ли конекции за, например, додека ние немаме сениорски услови, нашите деца да би отпатувале некаде надвор? Да, апсолутно. Значи ги правиме сите напори, да. Имаме добра соработка со сите земји од соседството. Ние сме членка на меѓународната, односно ИСУ, International Skating Union, таа една единствена, таа и светска и европска, воедно спаѓаме. Имаме поддршка од нив во процесите на развој. Ние дури како земја членка имаме право да поднесеме барање да организираме надправа по европски критериум. Тоа што не недостасува
Повторно се враќаме на една иста тема. Ги спомена во најавата Олимписките игри. Дали ти се интересни? Дали ги следеше? Да? Секако да. Мислам дека навистина фалеа тие руски техники, тие четвороструки скокови што само тие можат да ги прават, но најмногу што ми остави впечаток од сите овие, од жените ќе зборувам, е Алиса Лиу од Америка, бидејќи она има многу интересна приказна. Таа учествуваше, ова е втора олимпијада и на првата олимпијада она има само 16 години и она толку го постигнала врвот на овој спорт што веќе немаше што да постигне. И веќе стигнала до олимпијада, ми се чини дека и скок на троен аксел. И она веќе на 16 години го постигнала максимумот. И затоа тогаш решила да одстапи од лизгањето, но потоа после 2-3 години пак се вратила и решила и кажала на тренерите дека сега она ќе биде главна и она ќе кажува како треба да се одвиваат тренинзите, дисциплината и сето тоа. И ете сега е на врвот. Не сакам да пропуштам меѓународни надпреварувања, споменав, имаш исто. Каде било најинтересно? Каде било можеби најтешко? Имаш ли некој искуство што ти стои како омилено од сите досегашни? Јас сум била во Софија, во Бугарија, во Белград исто така, во Нови Сад на меѓународни надпревари, но мислам дека најубаво е секогаш дома на домашен терен, да. Многу важно искуство за вас беше тоа што годинава и лично присуствувавте, бевте шеф на мисија. Шеф на мисија, да. На Олимписките игри во Милано и Кортина. Накратко ќе ми кажете генерално каква е оценката и вашите впечатоци. Имаше ли нешто што таму лично го видовте, го гледавте и стои некаде таму внатре во вас како желба да го видиме, да го примениме и во Македонија, колку и да звучи или да изгледа дека е далеко, нели, затоа што таму е врвот на спортот и спортските организации. Токму тоа ми не ми се случи. Значи јас бев шеф на мисија, како што кажавте, на нашиот тим кој што представуваше Македонија на зимските олимписки игри. Ние бевме во Кортина, во олимпиското село во Кортина. Јас добив желба да спортувам, да научам да скијам. Значи, навистина ви кажувам, значи толку беше прекрасно. Прво, од страна на организација, јас можам само пофални зборови да кажам за Италија како домаќин. Значи, се беше одлично организирано. Многу мудро направено, 75% од постоечките скијачки капацитети, спортски капацитети ги има искористено. Беше распространето на 5 локации. Најмалку беше во Милано, само може да ми е жал, бидејќи во Милано беше уметничкото лизгање и хокеј, меѓутоа беше 5 часа патување од Кортина, па не стигнав да... Ништо во живот не стигнавте да погледнете? Ништо во живот не, бев во Кортина 15 дена, да. Меѓутоа, тоа што го почувствував како спортски дух, на вистина би посакала на секој спортист кој што се занимава со спорт, барем еднашка да има присуство на Олимписки игри. Тоа што ќе го почувствува таму, мислам дека е бесценето. Јас ви кажувам дека јас добив желба да научам да скијам, дури да се надпреварувам, така ме понесе целата. Да, во такви услови? Да, така ме понесе атмосферата, на вистина ви кажувам. Дека ништо не ми изгледаше тешко, дека се ми беше лесно, дека мислев дека тоа се е така прекрасно. До перфекција. До перфекција, на вистина. Добро, пак ќе кажам, се надевам тоа ќе даде импулс, не само нели да биде потврда дали колку сме далеку, туку да биде импулс и понатаму да ве држи тој ентузијазам и желба да и тука ги промениме нештата на подобро. Затоа ви посакувам многу среќа. Во се што сте наумили, имате план да направите пред се за децата, а на децата ќе посакам добро здравје, убави подготовки и се разбира што многу нови медали. Сигурна сум ќе имаме прилика повторно да се видиме со нови успеси. Благодарам. Се најдобро. Нашите гледачи секако не е време да го променат каналот, останете со нас, затоа што сега е време за уште помладите наши лизгачки сили. Ќе видите колку се убави, сладки и со каква желба за лизгањето, затоа бидете со нас.
Јас ќе кажам дека буквално на сите гости кои што доаѓаат во Fairplay им се радувам многу, им сум благодарна што се овде да ги споделат со нас нивните спортски приказни, но денес ќе бидеме можеби малку пристрасни, но сега ќе се уверите дека веројатно студиото никогаш поубаво и посимпатично не изгледало. А тоа е така затоа што со нас се 6 млади или мали лизгачки кои што се надпреварува во Скопје пред само неколку денови, но и кои што многу го сакаат лизгањето, па затоа самите ќе ни раскажат како изгледаат тренинзите, кој најмногу ги поддржува и дали е вистинско уживање да се биде на мраз. Девојчиња, многу сум среќна што сте тука. Дајте вака малку да мафнете на кај камерата и да ни кажете здраво. Дали сте добри? Вака ќе почнеме. Ајде, кој е најблиску до мене, може? Ќе ни кажеш како се викаш? Јас сум Михаела Милошевска, тренирам уметничко лизгање, имам 10 години и почнав од 6 години. Од 6 години. Да. Значи веќе неколку години си на мраз. Дали е тешко? Затоа што ние понекогаш кога гледаме на телевизија ќе си помислиме ова е многу тешка работа, или пак ако тренираш не е многу тешко. Што ќе кажеш? Ако тренирам тешко, ќе ми биде лесно. Значи малку е на почеток тешко и после тоа Да. совладуваш и станува лесно. Да. Така е. Добро, од кого имаш најмногу поддршка? Со кого одиш на тренинзи најчесто? На тренинзи ме носи моето семејство. Добро. И ме поддржува моето семејство, тренерките и федерацијата. Јас сум Марија Конева, исто тренирам уметничко лизгање. Да. Јас почнав на 5,5 годинки и А сега колку имаш? 10,5. 10,5 годинки. Да. И толку години издржа Да. да стануваш наутро рано, Да. да одиш на тренинг, понекогаш тешко е? Па некогаш тешко, но може. Издржуваш? Да, лесно. Има поддршка. Има поддршка. Се надпреваруваш и ти реков на Да. Скопје on Ice, Скопје Да. на мраз. Овој костим го носеше таму? Да. Да? Многу е убав. Благодарам. Каква беше точката? Па Трае долго или не трае многу не долго? трае многу долго, 3 минути. Најкомплициран дел од точката што е? Скоковите. Скоковите? Да, Ги вежбаш многу? да. Ќе ми кажеш после искрено дали има многу паѓање или не. Одиме понатаму. Ова ни е најмладата дадичка во друштвото, така? Колку години имаш и како Имам се? 7 години и се викам Ева Конева. Оваа година почнав да лизгам и прв надпрва ми беше. Зошто ти текна од сите спортови? Например, не кажа дома носете ме на балет или носете ме на кошарка, сакам на уметничко лизгање. Па малку ми е досадно на другите Добро. спортови, ми се здосади кога одам и сакав да почнем на лизгам. А сега ти е убаво? Да. Немаше страф на мраз? Не. Се сеќаш прв пат вака кога се обида да лизгаш како беше? Да. Беше интересно, беше Да. понекогаш смешно. Па да. Ама нема гајле, така? Да. Ако паднеш, стануваш Станувам и продолжувам да лизгам. и продолжуваш да лизгаш. Па браво, тоа сакам да слушнам, да биде вистинска мотивација и да нема никогаш откажување. Јас се викам Ирис Дејчиновска, имам 10,5 години и Од кога тренираш? И тренирам уметничко лизгање од 6 години. Од 6 години. Ти самата сакаш и доби желба да одиш на уметничко лизгање? Да, прв пат отидов рекреативно на 3 години Добро. и посакав желба да лизгам на 6 години. Добро, знам дека ти сакаш уметност и така си уметнички тип. Во што повеќе уживаме? Дали кога се вежбаат тие скокови, комплицирани, малку покомплицирани технички нешта? Или повеќе уживаме кога се бира музика, па кога се работи на кореографијата, на тоа каков ќе биде стилот на точката? Ајде, раскажи ми за тоа. Кога мене ми е интересно кога работиме на скоковите што ми се тешки и на кореографијата. Каква беше точката? На каква музика настапуваше? Точката беше на корејско, како од еден филм K-pop Demon Hunters. Добро. Затоа и таков и костимот изгледат? Да. Од таму е инспириран? Да. Добро, кој помага за да имаме и светки, и фризура, и ваков костим? Тоа се шие, се прави специјално? Да. Кој помага? Најмногу? Тетка ми, мајка ми. Јас сум Илјана Попастеревски, имам 10 години, тренирам уметничко лизгање од 5 години. Значи ти цели 5 години уметничко лизгање? Да. Имаш до сега имаше еден тренер, повеќе тренери, како оди тоа кога си помалечок, се менува или не? Па јас кога почнав да лизгам имав повеќе тренери и сега сме само со тројца. Сега само тројца? Да. Знаат да бидат строги или не се строги, си уживате кога тренирате?
Си уживаме. Така е? Да. Значи нема многу викање, нема многу карање ни дисциплина, туку уживање на мраз. Да. Добро. За твојата точка дали ќе ми раскажеш и плюс да ми кажеш имаше ли многу конкуренција? Мојата точка беше на брза музика. Брза? Да. Ти така сакаше? Не, и кажав на мојот тренер да ми помогне да одберам музика. Затоа што не можев да одлучам која песна. И? Ни одбравме и сега имав тешки работи, но некои беа лесни. И лесни и тешки? Да. Ама задоволна си како беше настапот? Да. Браво. Добро, честитам. Јас сум Галена Радоњанин. Јас лизгам од 4,5 години. 4,5? Да. Па не е тоа многу малечка кога си била? Не ти беше страв? Малце. Ама, како се надмина стравот? Па почнав да лизгам како малце Редовно. по малце Да. и се запишав на тренинзи. И од тогаш сега почнав многу да лизгам и го обожавам спортот. Убав ти е, така? Да. И твојот костим е многу убав. Според ова што гледам твојата така цел Да. одгоре до долу, едноделен. Кој го прави? Мора да се шијат овие нешта или некаде ги купувате? Па мојот го сушивме со Браво. со една девојка што ми шие Костими, костими, да. Помага во сето тоа. Да. Има некое место посебно кај што се инспирирате како сакате костим? Или тоа во твојата глава и ти си знаеш какви бои сакаш, како сакаш да изгледа? Па не, јас првин пробав да се замислам како да личи, ама не можев да го објаснам. И видов една многу сладка слика и ми се допадна за костимот, дека многу одеше со песната. Добро. И ја покажав сликата на девојката и таа знаеше ги имаше сите скроз истите бои и лесно само ги го суши. Само уште нешто да ми кажете, еве ќе земам во рака едни од овие убави лизгалки. Уште на старт реков, се поретко е човек да види кај нас барем убави лизгалки, но повозрасните генерации можеби се уште имаат во своите домови нешто вакво. Од каде ги набавувате лизгалкиве? Се нарачуваат повеќето пати. Добро. И колку време може да функционираш со едни лизгалки? Па не знам. Подолго време? Да. Например, една цела сезона може? Да. Понекогаш и повеќе. Никогаш знало да ви биде страшно, па да паднеш помалку да се разочараш или Да. продолжуваш? Како е? Раскажи ми. Па кога ќе паднеш, малце се лутам јас и одма после тоа си продолжувам. Аха, Да. значи нема демотивација и не сакам повеќе, туку Да. стануваш и продолжуваш. Да. Дали само во Македонија или некогаш сте настапувале некаде на друго место? Па јас сум настапувала само во Македонија, но другите девојчиња настапувале и во другите држави. Добро, значи има време, така? Малку ќе пораснеш, уште малку тренинзи и потоа настап и на некое друго место, така? Може ли сега кај Ирис микрофонот, ако некогаш има шанса да ми каже каде, во која земја, например, би сакала да настапуваш на уметничко лизгање и да те гледа публиката? Најубаво ми било во Италија, во Франција и во Србија сум патувала. Така е. Ама во Италија и во Франција особено имаат и многу убава музика и култура, значи сигурно би било убаво таму, нели? Да. А знам исто така дека и многу сакаш музика. Кога се бира музика за точките, како оди тоа? По твоја желба, по твоја сугестија или мора тоа со тренерот да се договори? Па, по моја желба и пуштаме различни песни што ги сакам и така бираме. Така бирате на крај. Важно ли е дали ќе биде побрза или поспора музиката? Дали, например, ако е побрза музиката, значи дека ќе биде потешка точката или тоа не мора да значи дека е така? Не, ако побрза музиката, може би побрза да треба да биде точката, ако е поспора музиката, така по-нежна. По-нежна. Што повеќе ти се допаѓа од тие две? Па и двете ги сакам. И двете ги сакаш? Гледаш ли често, ги гледаш ли повозрасните дадички? Има ли некој што најмногу ти се допаѓа, па така те мотивира и ти да сакаш после сите тренинзи така да лизгаш? Па ги гледам сите, ми се досадува кога ги гледам. Сакам поинтересно јас е да лизгаш? сликам. Да. Така? Досадно ми е кога ги гледам. А овој твој прекрасен костим, сите сте многу убави. Како го биравте? Кој го направи? Па овој беше кога сестра ми прв пат настапуваше и после мене ми стана таман
и сега Сега јас си го е твој. носам, да. Уште малку да ми раскажеш за точката? Има ли посебна причина зашто сме во бело? Каква беше? Да, Нежна? нежна беше музиката, беше од познат пејач италијанец. Италијанска беше? Да. Добро. Па исто на англиски се Добро. пееше. Беше бел фустан, бидејќи многу беше нежна музиката. Така одговараше? Да, така Да изгледа одговараше. нежно, бело, лесно. Како лебедче. Да. Кои ни се најголемите желби? Дали уметничко лизгање секој ден, исто како и до сега, ќе има и во следните години, се додека не бидеш веќе голема и тогаш да лизгаш меѓу повозрасните категории. Какви се желбите? Мојата најголема желба е малце тешка и малце е тешка да се постигне, но Тоа е добро. јас би сакала да одам на Олимпијада. На Олимписки игри да учествуваш? Да. Јас посакувам од срце не само на тебе, на сите што сте тука, и на Олимписки игри, и на големи надпреварувања, да носите многу медали, ама најважно од се да си уживате. Секој ден кога одите на тренинзи, кога се дружите, кога лизгате, максимално да уживате во тоа што го правите. Добро? Ако ви беше убаво во Ферплей, се надевам дека следен пат пак ќе дојдете, така? Со нови костими и со нови медали. Добро, ви благодарам на сите. До следниот пат кога ќе се видиме. Да, навистина уживање, посебно кога знаеме дека имаме млади спортски сили, деца, девојки, момчиња што го сакаат и практикуваат спортот. Уште еднаш ќе ги поздравам и оние кои што не ги гледаме во кадар, но се нивната најголема поддршка, тоа се родителите и тренерите, се разбира. И посакувам сите кои што го следевте ова издание на Ферплей, за вас да биде една голема мотивација. Слушнавме како завршивме Олимписки игри и големи соништа, сите треба да имаме и се разбира да целиме да си ги исполниме. Ви благодарам многу што сте тука, што не гледате и за нас тоа представува исполнување на една голема цел. Ќе бидеме овде следниот викенд, до тогаш се најдобро.